Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо, прв за годината 2026 година. Ние денеска ќе разговараме за една многу, би рекол, мистична физичка величина, можеби најмистичната и најчудната, е дел од основните физички величини, а тоа е времето. Мој гостин за оваа прилика е Костадин Ристоманов, кој што можеби најактивно реагираше на моето видео за потеклото на Божик, каде што буквално бевме во еден вид на интелектуален костец околу мислењата и идеите поврзани со тоа. Така што се договоривме да ги продлабочиме сите тие работи во еден пријателски разговор и ете тој пријателски разговор се случува денес. Костадин, добре дојде на каналот. Добар дан, Владко, и поздрав до твоите гледачи и гледачи. Зборуваме за време. Ти имаш едно излагање поврзано со времето, со мерењето на времето, календарите и така натаму, па би те замолил сега накратко да ни го изложиш твоето излагање. Да, бидејќи има време, ми даде време ти неколку дена да се подготвам за ова снимање. Имав малку слободно време, бидејќи празници, да напишам едно сиже, еден текст, со кој што јас би бил задоволен, бидејќи секојаш кога импровизираме, остануваат некои нешта недокажани, неискажани, и после не можеме тоа да го коригираме, па еве напишав еден текст кој што сакам најпрво да го прочитам кон твоите следачи и гледачи, и после да дадем едно образложение или прашање на тебе, да кажеме твоите прашања, да ја одговориме, ако нешто сум пропуштил во однос на темата. Темата наизглед изгледа досадна, изгледа као не е нешто ново, не е нешто вау, што викат сега модерните нешто излагат текстови и видеа, но еве јас ќе се обидам дури да дадам наслов, а насловот се вика Замерењето на времето и календарот. Па ако дозволиш, јас би почнал. Овај. Наизглед обична, да не кажам досадна тема, јас ќе се обидам да направам многу по-интересно. И слушате на моменти неверојатни нешта, за кои можеби не сте слушнали до сега, па управо ќе сумневате, но останете, ве молам, до крај, дури и тогаш формирајте го вашиот став. Нема да се задржувам на прашањето на еден мој пријател за тоа кога започнува новата година за жителите лево од првиот меридијан, а кога започнува десно од и тие, иако живеат еден до друг, сепак тие вторите ќе чекаат уште 24 часа да дојде кај нив новата година, нели, као нешто апсурдно. Исто така, нема да навлегувам во филозофската расправа околу тоа дали воопшто постои времето. Денес не убедуваат дека според Ајнштајн, чие име буквално во превод значи од германски значи еден камен, а времето е четврта димензија. Иако според античките филозофи и спрема најзначајниот научник воопшто што постоел Никола Тесла, времето не постои. Зошто? Ако гледаме, ако анализираме минатото, тоа не постои, тоа завршило. Останале само стеќавањето на оноа што било и поминало. Едината представува она што ние го предпоставаме дека ќе се случи, но она не постои. Ако го помислуваме на сегашноста, на моментот во кој што живееме, таа веќе се претворила во минато, што значи дека и таа не постои. Тогаш логично би заклучили дека времето воопшто не постои. На крај, ако е точно, а до сега и нема пологично објаснување, енергијата и материјата, кои се постојано менуваат својата форма, материјата преминува енергија и обратно, тие постојат секогаш и ним не ми е потребно време да постојат. Тие едноставно постојат. Знам, сега помислувате дека секој од нас има впечаток дека ние вствари имаме почеток, раѓање, и завршеток или смрт, што значи дека ние точно го чувствуваме времето во кое што живееме и ние тоа време го чувствуваме.
сепак мора да кажам дека тоа е субјективно чувство, а не вистинска димензија. Неточната дефиниција последно ја дал Никола Тесла, исмејувајќи се на теоријата на релативноста на Ајнштајн, а тоа е дека се случува истовремено. Само на различни фреквенции, како што секој звук или дејство останува во вечноста, како бран кој се ствара со паѓање на каменот во мирна вода, и ако го замислиме тој вертикален пресек на бранот кој се шири концентрично низ водата, на сите страни, па како се оддалечува од центарот му се намалува вертикалното растојание од највисокото до најниското, а се зголемува растојанието од брег до брег, но никогаш не исчезнува и вечно тој бран постои и ќе остане во бесконечност. Според математичката формула, ако гледаме дека Т времето е еднакво на L врз V, тоест времето е растојание поминато со одредена брзина. Значи, времето представува растојание кое сме поминале со одредена брзина. Тоа е математичко објаснување за времето. Во нашиот случај, на Земјата го мериме цикличното повторување на движењето на небеските тела, претежно движењето на Сонцето или Месечината во однос на Земјата или обратно, и тоа го земеме како мерка за времето. Сакам на почетокот да нагласам дека ќе се сконцентрирам само на мерењето на времето на северната хемисфера и тоа околу низината средина, тоест околу 45-та паралела, каде имаме јасно изразени 4 годишни времења, тоест таму кај што се наоѓа Македонија. Нема да зборуваме за половите, каде денот трае од прилика по 6 месеци, нито околу екваторот, каде пак немаме годишни времења и секогаш е лето. Заради исклучителната важност, сложеноста на движењето на Сонцето, Месечината и Земјата, дури и денес е тешко да се утврди точното времетраење на денот, на бројот на деновите во годината, затоа што денес, например, годината трае околу 365 дена, запирка 2, 4, 4 и така натаму неколку денови, што значи не е цел број, се ствара вишок на часови од 365 денови, што е 0,244 денови, кои од прилика 0,24 помножено со 4 прават уште еден ден на секои 4 години. И така се ствара таа високочната година. Значи, имало во историјата, имало и многу други различни календари, кои од време на време морале да се усогласат спрема устројството на небото, како што пишу во Птоломеевиот календар, кој покасно Клеопатра го предава на Јулије Цезар и станува Јулијански календар. Во минатото постоеле секакви календари, македонски, кинески, индиски, сумерски, египетски, мајански календари и многу други, но тие претежно се разликувале по имињата на месеците, по почетокот на мерењето на времето, како и по бројот на месеците. Но во суштина прикажувале се едно исто. Да се знае кој ден е или доба од годината во секој момент било од суштествена важност за луѓето во минатото. Да знаат кога да садат, кога да орат, кога да жнеат, уште колку има до летото, за колку време ќе дојде зимата и слично. Во услови кога немало кога, како сега модерни помагала да знаеме секогаш кој ден сме и колку е часот, организираните општества имале свој систем на наблюдување и мерење и таа била едно од најважните работи во тогашните општества. Кокино, како мегалитска предисториска признаена обсерваторија, е нем сведок дека на овие простори, уште од најраните времења, имало организирано следење на движењето на небеските тела и знаеле секојаш кој ден во годината е. Но да знаат и сите жители во општеството, без разлика дали е тоа кнежество, племенска заедница, кралство или царство, постоеле организирање и известување онолку колку што можат да запомнат обичните луѓе. Тоа се правило преку верски обреди кои секогаш биле поврзувани со временски циклуси на следењето на Сонцето, за неговите максимуми и минимуми на излачување на светлина и топлина, како и времетраењето на денот.
Најкарактеристични били 21.12. кога денот е најкраток, кога наводно сонце умира. 21.3. кога се изедначува потрајањето денот и ноќта, како што велиме кога светлината ја победува темнината. 21.6. кога денот е најдолг, кога сонцето е најсилно. И 21.9. кога почнува да се намалува денот, т.е. ноќта да станува се подолга и поголемо денот. Исто така имало и најави на овие карактеристични денови на 40 дена, порано на 14 дена, на 7 дена и сето тоа било проследено со свештени обреди, празнување, одање по куќи, чугање камбаните, палење на огнови и мноштво други манифестации. Денес, ние овие рецидиви или остатоци од минатото, овие прастари празници кои веќе се христијанизирани и имаат сосем друго значење, постепено ги забораваме и допринесуваат да си ја изгубиме врската со минатото. А токму овие празнувања, колку и да се видоизменети, се најголем доказ за нашето прастаро минато. Тие се доказ за нашето постојање од постанокот на цивилизацијата и човечкиот род. Тие се доказ за нашиот удел во изградбата на она што денес го се нарекува западна цивилизација, но и доказ дека токму овде, од некогашната и сегашната територија на Македонија, се зачитоците на едно славно општество, држава, култура, традиција, писменост, јазик, песни и ора, театри кои оставиле неизбришлива трага и белег, а денес се бориме за опстанок, за жал. Зошто ни се случуваат сите тие негативни нешта и кои се доказите за ваквото мое тврдење? Најпрво ќе изложам една лично моја теорија, дека токму специфичната географска положба околу 45-та паралел, специфичниот релиф и клима, тоест временските прилики и најважното, острата граница меѓу 4 годишни времења придонеле токму овде, меѓу првите да се развие цивилизацијата и човечкиот род, а не некаде во Африка, а доказ за тоа се скелетните останки, например, пронајдени во сегашната Петра Лона, некогаш на црвени стени во Беломорска Македонија. Таа цивилизација се развила во еден многу хуман, правилен правец, кој допринел да се формира општество и уредување, кој денес е пример за најправедно и најдоброто за луѓето. Како? Верувам, а тоа науката треба допрва да го потврди, дека таму каде има во текот на една година 4 годишни времења, со остро изразени разлики меѓу нив, природни богатства, од секој вид, храна, вода, допринеле побрзо да се развие мозокот кај населението, инициирано од постојаните промени на климата и условите за живот. За разлика од, например, таму каде што постојано е ладно или топло, каде нема промени или ги има во помал интензитет, не постоеле природни стимуланси за мислење. Таму каде има постојана храна, од топлите краеви, не треба се грижиме, да пример, за храна, ниту за живеалиште. А таму каде пак нема многу храна и има сурови услови за живот, освен за преживување, за друго и нема време за размислување. Така, 4 годишни време ги натерале почесто да размислуваат и да бидат повеќе активни, да го мерат времето попрецизно, да бележат состојби кои ќе допринесат, кои ќе ги пренесат на другите генерации, а со тоа се јава потребата од писменост. Таа пак допринела да се развие филозофијата, да созреат како општество и народ побрзо од другите околни народи, но изобилството на храна, како и лесно одбранливите котлини, кои буквално се затварале кај тесните клисури, релативната близина до морето, пловните котлини обезбедувале услови за трговија, за стварање на вишоци, за мирно живење во многу долги периоди, со што се зачувале сите знаења, а општеството станало напредно и за пример на другите. Високите непроводни планини, живењето доволно блиску до морето
заради безбедност од гусарењето, но доволно близу за трговија, ги штителе од разни катаклизми, претежно од огромните бранови и цунами, па со право апостол Павле вели во своето послание кон солуњаните: вие, кои од Бога избрани бевте да го предводите човештвото. Затоа не е никакво чудо што обединетите македонски племиња, за кои дури во иднината ќе дознаеме колку многу долго живееле така, какви држави формирале, колку напредни биле, какви праведни општества формирале, што представувале за останатите народи во тоа време, колку е долга нивната историја која денес е сокриена. Во иднина ќе дознаеме и зошто само во Македонија најпрви се јавуваат мецени. Мецени ме почитува, ме уважува, па ги прибирале кај себе сите напредни филозофии, секој вид напредни луѓе, кои ги удриле темелите на модерното општество. Ние никако да се сетиме од каде доаѓа зборот год, например кај дрвата, нели? Кој се формира секое дрво и како еден нов концентричен круг секоја година. Сигурно ќе препознаете дека зборот календар или напишан во оригинал се чита цалендар, не е латински, оти описно значел список на должници или список на долгови, затоа што е доволно првата буква на место К да ја прочитаме како што е таму напишана Ц, па ќе добиеме цален дар. Значи, цален дар, кога ќе бидеш даруван, кога ќе добиеш дар. Се сеќавате ли на народната песна кој се цали поп кај попо, да му пасе гуските? Сигурно знаете што значи цален на германски, тоа значи сметка, пазарење, како што и на наш македонски јазик да се цалиш значи да се договараш, да се пазариш, да направиш некој договор што да сработиш, а што да добиеш од тоа. Па нели е пологично дека првата потреба за запишување на деновите е заради запишување на оноа што се договараш, да знаеш кој кога ќе ти плати, да знаеш колку овци ќе се ојагнат, да знаеш кога и како ќе се случуваат настаните во иднината и што се случувало во минатото. Ако пак го анализираме изборовите дин, дан, ден, кои во различни наши сродни јазици сите означуваат светлина, виделина, само затоа што сите тие зборови потсетуваат на звуците на предизвикани од звоното на камбаните, кои секој утро го означуваат почетокот на денот, дин, дан, дон, нели? Па на првиот час од денот, па затоа и првиот број кај нас е ден, затоа што повеќе не е ноќ. Значи, кај нас секогаш сонцето било сметано за Бог, како основен услов за живот, па според неговото движење се устројувал и животот на луѓето. Морам да напоменам дека во топлите и многу топлите краеви, многу поблиску до екваторот, луѓето воопшто не го почитувале сонцето, кое за нив значило смрт, одзештина, суши, па затоа и ја сакале темнината и месечината. Па и според низиното движење го мериле и времето, каде секоја месечева мена од 28 дена означувал еден месец. А кај евреите дури и почетокот на денот започнува со заоѓањето на сонцето. И сега, понеже доаѓаме до анализа на денешната состојба, на мерењето на времето, на празнувањето на важните датуми според кои е устроено нашето живење денес. Веднаш ќе го поставам прашањето зошто ја славиме календарска нова година на 31.12. Или што има ново меѓу 31.12 и 1.1. Одговорот е ништо. И тоа во најдлабокиот дел од ноќта, ако ставим, што е најинтересно. Значи, не на утро, туку во најдлабокиот дел на ноќта. Ќе дојде до тоа. Поради кои причини се слави нова година и од кога е вака? Единствениот одговор е заради астрономски причини, но дали навистина е така? Многу набрзо, после 7 дена, православните христијани го слават раѓањето на Исус на 6 или на 1,
а католиците 14 дена порано на 21.12. Но добро упатените знаат дека македонците од секогаш за почетокот на годината го славеле 22.3, познат како ден на пролет. Датум кога денот по трајање го надминува трајањето на ноќта и кога се вели дека светлината ја победува темнината. Или кога сонцето станува полнолетно и ја оплодува мајката земја, која почнува да рти, па месецот кој е означен како римски, у наводници, МРТ, буквално значи ма-рти, големата ма, мајка земјата, наскоро рти и ќе почне да раѓа. Но најинтересното е тоа што до сега не сум наишол на некој да прачува зошто денот е означен дека започнува на полноќ. Значи, сред ноќ започнува денот, што како израз е сосема нелогичен и неточен. Самата реченица, самиот исказ е нелогичен, дека сред ноќ започнува денот. На интернет најдов дека ова сметање на почетокот на денот сред ноќ било воведено во втори век пред нашата ера, поточно 150 години, кога некој си Клавдий Птоломеј, по име римјанин, по презиме Хелен, така пишува, го предложил ова така наречено астрономско мерење на почетокот на годината, на денот. Но тоа било постепено воведувано и дури во средниот век, на крај некаде до 17-18 век, се расшири во цела Европа. Зошто тоа направено, како што пишува, од практични причини е одговорот. Но кои се тие практични причини? Наместо како општество да бидеме попрецизни, поточни, согласно техничкиот напредок, ние живееме и животот сме го поставиле или го поставија со нелогично, неточно мерење на денот. Дали ова е намерно и со која цел? Пред да одговорим на ова прашање, најпрво ќе потсетам на две работи. Прво, воведувањето на мерењето на почетокот на годината од први век според Исус е направено во заедничката држава Кралство на СХС, т.е. Кралство Југославија, на почетокот на 1919 година после завршувањето на мирниот договор за Првата светска војна. До тогаш се водело евиденција на годините според црковниот календар од почетокот на стварење на светот, што е од прилика 5508 години пред нашата ера. Па затоа и се изгорени сите досегашни книги и евиденција на настаните и времето. Тоа било акција за бришење на колективната меморија, затоа ги нема крштелните книги на нашите цркви. Второ, читајќи ги житијата на Свети Василий Велики, кој живеел во Кападокија, денешна Турција, во 4 век од наша ера, тој држал црква или беседа после првиот час од денот или пред последниот час од денот. Во денешна смисла, првиот час од денот бил сегашен 6 часот наутро, а последниот час од денот е 6 часот навечер во тоа време. Неофицијално, многу одемно, најдов информација дека некој си папа, на барање на некои си монаси од Руманија, со декрет го променил мерењето на денот во 11 век. Иако официјално се кажува дека овој процес бил бавен, сепак вниманието ми го прилече тој фамозен 11 век. А во 11 век, поточно 1018 година, конечно се распаѓа Самуиловото царство, последниот бедем и заштитник на богумилите, уништувањето на нивните книги, но и физичката ликвидација на сите кои не сакале се откажат од старите верувања, од старата вера, од старата за нив вистина. Одговорите можеби сами да ги препоставиме, но јас ќе шпекулирам и ќе се обидам во просторот што ми следува да дадам мислење, а сите вие имате право на своје. Најпрво сакам да потенцирам дека многу малку знаеме за езотеријата
за тајните херметички знаења, за окултизмот, за тоа дали има магија или нема и дали има дејство или не, и затоа моето објаснување за многумина ќе бидат несериозно сватени, но целта е да остане запишено како информација, а времето ќе покаже дали сум бил во право или не. Предпоставам дека во минатото македонците долго време живеели во некој систем кој Томас Мор, англискиот филозоф, го опишал како идеален, совршен, но поради некој си потоп, кој обштествен систем бил потопен, утопен, а затоа и неговиот филозофски правец бил наречен утопизам, нивните непријатели, кои живееле со сосема различни темелни вредности, кои погоре ги објаснив, кои го мереле времето и денот на сосем друг начин, спротивно од македонците, оние кои за да велат не, па биле наречени да не ус, што значи дека наместо да изустуваат не. Познати денес како данајци, а денес како грци, долго време се мачеле да ги победат или уништат. Веројатно долго време ги анализира, испитувале, експериментирале за постапеното, чекор по чекор, им ги менувале нивните традиции, навики и вредности. Им подметувале замени кај местото да ги прават, наместо да ги прави посилни, ги прави немоćни, па затоа им ги менувале датумите за славење на клучните празници, нивното значење, да на крај, менувајќи го мерењето на денот, на големите денешни празници ги славиме погрешно сред ноќ. Мојата предпоставка се темели на различните природни услови во кои живееле луѓето од различни региони, а истите услови им наметнале различни начин на живење, што предизвикало пак да се појават различни вредностни системи, различно мерење на времето и различни филозофии. Едните кои живеат на потопло, го обожаваат сонцето, другите кои го сонцето сметат за непријател, кој ги пржи со неговите зраци, кој им предизвикува суши и глад, не го почитуваат, па затоа ја почитуваат темнината и месечината. Тоа е сосема спротивно од филозофијата на првите. Од тука почнуваат и првите недоразбирања и спротиставености, па дури и до војни, но инициирани од владетелите, а како повод се токму тие разлики. Но ако навлеземе малку подлабоко во двете филозофии на живење, поготово она нашата, јас забележувам дека не е разликата само во погледот на светот, туку е многу подлабоко, а се однесува на вековниот начин на живење. Овде пред се мислам на секојдневните навики, на тоа кога се будат, кога почнуваат со работа, колку работат, кои празници ги празнуваат и на кој начин и кога, во кој час од денот сето тоа се случува. Оти точната синхронизација со поставеноста на небесните тела и нашите активности е од клучна важност. Како што не можеме да ораме, например, додека земјата е заледена, како што не можете да правите вино од незрело грозје, така нема да ја почувствувате и благодетта од било која работа, ако не ја направите точно тогаш кога треба да ја направите. А најмалку нема да добиете потребната енергија, сила, среќа, чувство на исполнетост, ако славиме на погрешни дати и во погрешно време. Можеби и затоа самиот израз за ваквите денови се нарекува празници, тоест празни денови, или што би рекоа србите и хрватите, напразно славење. Дали сосема спонтано и случајно е промената на мерењето на часовите? Дали случајно е променето почетокот на новата година? Дали случајно е променето мерењето на времето наместо од 5508 година од стварање на светот, то како најстар календар го користеле во црквите до 1919 година кај нас? Зошто на старите така наречени пагански празници се накалемине новите христијански празници, но со други имења, со други значења, а некои и дури со други датуми?
Дали се работи само за практични причини, како што е официјалното објаснување, или се работи за сосема нешто друго? Колку можеме да објасниме или да се објасни или да се оправда масовните колежи на се живо, на деца, на жени, на старци и возрастни, само затоа што не се откажувале од старите верувања? Дали може би една од причините за сокривањето на историјата е незината нечовечност, суровост, бруталност, собствениот род и вид од страна на посилните кон послабите, и сето тоа завиткано во обландата во име на Бог? Дали може би нас не прогонуваат, како и многу други стари народи, токму заради тоа што го носиме се уште семето на едно праведно и хумано општество, чие пронаѓачи и носители биле токму нашите предци? Дали денешните владетели се плашат од вистината која можеби да ги инфицира сите добронамерни луѓе, кои ќе ги постават своите животи за доброто на идните поколенија, но на една друга основа, одамна потисната, која ние денес се нарекуваме македонисти? Дали се затоа се сите тие измислени притисоци врз нас со цел да не уништат и да ги уништат сите траги, сите докази, сите сеќавања, сите традиции, јазики и верувања, за секојаш да се изгубат и да се изгуби надежта дека можеме да створиме праведно општество и да го оправдаме нашето постоење? Колку се тоа има смисла, повелете, одлучите сами. Ето, тоа едноставно малку на кратко сакав да дадам едно мое пишано мислење околу мерењето на времето и околу случајноста или неслучајноста за тоа зошто славиме тогаш на ове година, зошто е Божик на таа дата, зошто се другите празници и така натаму, и дали тоа има смисла во нашите секојдневни животи, дали нешто би променило ако го промениме тој ред и таа навика. Тоа останува на вашите гледачи да размислуват и да сами си креираат своја мислење. Јас би рекол дека ние многу да, вклучен сум. Ние се однесуваме многу стационарно, Костадина, тоа го набљудуваме целиот универзум од гледна точка на земјината топка. И многу често ми се допаѓа таа споредбата дека вели еден ден на Венера трае 243 дена, исто колку еден понеделник на земјата. Ова во шеговина смисла. Значи, за да се сврти околу својата оска, на Венера се потребни 243 дена на земјата, колку што трае на земјата. Што значи ние сме одлучили дека вртењето на земјата околу својата оска е меродавна за да измериме еден ден. Ама после испаднало па дека тоа не можеме да го вклопиме во подеднаков број, па мораме да правиме комплицирани формули како што ги спомна ти. Во тој смисол, јас цело време кога се обидувам да размислувам за времето, чувството е дека всушност размислуваме за движење, размислуваме за простор. Тоест, математички, времето е поминат пат или растојание со одредена брзина. Значи, ние разговараме за должина, со која сме ја поминале со некоја си брзина. Тоа е класична дефиниција на времето. Но заради нашето индивидуално чувство, кога се раѓаме и кога умираме, ние имаме 70, 80, 90 години, 100 години животен век, и ние го чувствуваме тоа наше биолошко време, и ние несвесно мислиме дека дури имаме, нели, живееме во време во кој што се изучува теорија на релативноста, па специјалната теорија на релативност се изучува. Всушност, изучуваме, ни ги се подметуваат научни тези, со кои што би кажале бугарите, тази дупка не е дупка. Сакат да ни докажат тоа што не е доказливо, или сакат да ни утврдат дека сите тоа што
логично гледаме оти не постои, дека постои. Јас сакам само да свртам внимание тоа кај луѓето има еден клик кој што, знаеш, во еден момент секој му светнува и вика да бе, можеби да е така. Се додека ние не почнеме да сомневаме, се додека ние не почнеме да и приспитуваме тие нешта кои што ни се сервираат бесплатно, тоа е преку образовниот процес, нели? Образование значи да не образува, да не оформат, и е бесплатно, и не се грижиме, а зошто е бесплатно? Штом ти некој дава бесплатно, нема бесплатно. Ние кога ги учевме основните... Има голема цена, има голема цена. Ние ga ја губиме индивидуалноста и сакам да покажам само тоа дека некогаш во минатото првиот час од денот за нас барем било 6 часот наутро. А сега првиот час од денот велат дека е сред ноќ. Таа реченица е буквално нелогична. Буквално е контрадикторна. Не можеш да ја составиш, не можеш. Тоа е као да кажеш имам дрвено железо. Чек сега, дрвено или е железно? Така интересно, например, во Евангелијата има интересен опис на времето по бројот на стражите, како се менувале римјаните на стража. Прва стража, втора стража, трета стража. Значи, таков некаков интервал кој што повторно е релативен и субјективен, нели? Поентата е тоа што луѓето, например, ние го сметаме, да, времето знаеме, часовникот, календарот, го знаеме, да, знаеме, нема што ти сега да ме објаснуваш, нели? Знаеме нормално дека, како што е општо познато, но сакам со ова само да им свртам внимание на луѓето да почнат да размислуваат сомнително кон таа приказна и да почнат да ги приспитуваат своите ставови, нормално ако има доволно храброст и да се носат со вистината. Постојат луѓе кои што не можат да се носат со вистината и подобро за нив е некој да ги лаже, да им објаснува разни приказни, затоа што вистината е многу тешка за носење, вистината е многу да кажем болна и не е за секој. А ова наизглед банално прашање или наизглед нешто општо познато, сега во еден момент станува како најголема енигма. Но ако почнеме вака да размислуваме, ако почнеме вака да сомнително, со сомнежи, да ги анализираме сите нешта кои што не учија како општо познати, можеби ќе се пронајдеме и себе си, можеби ќе ја пронајдеме причината за нашето постоење лично и индивидуално, можеби ќе ја најдеме смислата на сопственото постоење и можеби како индивидуи еден ден ако се соединеме, можеби да направиме едно општество кое ќе ќе биде многу праведно, многу почесно, многу подобро, бидејќи наситени тоа недостатства, поготово денеска, кога со помош на модерната техника и технологија, креирањето на јавното мислење, тоест контролата на нашето мислење и на нашата свест и совест, станува многу едноставно и ние сме многу едноставни за контрола. Но ако прекосиме на тоа вообичаеното, ако прекосиме на сите тие стандардни, вообичаени или како што знаеме вистини, имаме ретка шанса во вековите што минале, ние да се пробудиме и да почнеме да гледаме нештата малку на различен начин. Знаеш, као иде дошт, ќе не накваси, ќе не намокри едно, друго, трето. И сите паничат, сите бегат, сите се подготвуваат, а некој размислува, добро, окей, еве ќе се намокрам, ќе се наквасам, и што? Што е толку страшно? Така, секогаш кога велат лошо време, а јас велам, чекајте, дали е лошо време за зимоделецот кој што чека дожд за посевите? Дали е лошо време за летниот пожар кој што ќе изгасне? И зошто само сончевото време треба да биде добро време? Или ќе намали температурата, или не знам, значи, ние
одамна, многу одамна, кога велам ние, говорам мислам на луѓето што живееле на овие територии, од Кападокија па се до изворот на Дунав, Италија, Сицилија, Франција и така натаму, секаде кај што околу таа 45-та паралела плюс минус 10 степени, кај што има една клима каде што има изразети 4 годишни времиња, кои што тие разлики и меѓу 4 годишни времиња, тие промени сами по себе иницираат потреба од почесто размислување и промени во психата на луѓето кои живеат на таа територија. Тоа според мене е сосема природен процес. Тоа не е еволутивниот процес на овој кој ни вели дека сме од мајмуни. Дарвин. Тоа е сосема природен процес кога тоа ти привлекува внимание и ти да не сакаш, ти мора да размислуваш на таа тема. И тоа што нели пронајдува првиот скелет, првиот мајмунолик или хоманоиден мајмун, како да го кажеме, дури му дадува име Луси во Африка, дека пред 2 милиона години се одвил од мајмуните едно друго. Тоа не е точно. Тоа е за мејнстрим денешните владари потреб за да сокријат вистината. Точно таму кај што имало остри промени, остри граници меѓу 4 годишни времиња, луѓето биле натерани, едноставно тоа се условите во кои што ти живееш. Штом се променуваат, таквите често пати се променуваат и тоа циклично секоја година, веднаш ще се јави, ти може да сватиш, секој може да ја свати таа концепција или таа врска последоватична, но на тоа мора да се додаде и изобилството на храна, квалитетна, кој што го храни мозокот, кој што може да се развие. Едно со друго тоа не бива без едно без друго. Значи мора да има услови на безбедно, долго време безбедност, за да се забележат тие промени. Мора да има услови за производство на храна, и тоа квалитетна храна, и мора да постојат остри граници меѓу 4 годишни времиња. Тоа е токму тој појас, 10 степени над 45 и 10 степени под 45 степени географска ширина, таа паралела кај што овде е всушност никулецот на светот, и затоа има, тоа што го цитирав јас од апостол Павле, дека всушност вие кои од Господ, од Бога избрани бевте да го предводите човештвото, затоа што овде имало најдобри услови за развој на таа цивилизација, поради разбирливи причини, но нема да претераме дека кога говориме за рајот, ние можеме да зборуваме за рајската градина, таа едемската или едната, а еден е почеток, првата градина, не била далеко од територијата на Македонија, кај што вие велиме ние имало од пиле млеко. Тоа се сосема природни појави и така настанува развојот на човештвото. Сега, зошто денес не е така? Јас во твојата претходна емисија, како се сеќавам, зборев дека во моментот кога се откриени морските патишта, кога турските султани претерувале со своите царини, со своите контроли, и на некој начин населно го прекинале трговскиот пат низ Македонија, кога се отвориле морските патишта, во тој момент било релевантно кај се наоѓаш, но подобро би било ако си на морската, директно на морето, кај што порано воопште не било убаво да живее. Имало гусари, имало цунамија, имало големи бранови, солта нагризува секви објекти, нема некои услови за живење, но кога трговијата станала доминантна гранка, средината на средниот век,
И кога се отвориле морските патишта, тоест кога бродовите биле доволно силни, а технологијата и техниката напредна за да можат да го обиколат Африка и да одат до Индија, да одат до Америка и така натаму, тогаш центарот на цивилизацијата се движи и се преместува од таму кај што било до тој момент, преку сувоземното движење, се преместува на морските држави. И така се случува Италија, Шпанија, Португалија, Англија, Холандија, да бидат морски силни држави, да бидат империи. Па практично сите колонијални сили. И така они завладеуваат со светот, едни од најмоќните империи, тоа е Англиската империја, кој што благодарение на кралството и уредувањето, благодарение на правилата кои што ги имаат и благодарение на целокупната држава им е морска. Не е како Холандија, например, не е како Шпанија, да кажеме, нели. Значи, они биле у предност и за тоа станале најсилни. Бидејќи од сите кај сакаш, имаш пристаниште. Значи, од секаде можеш да испловиш и она била најперспективна. Така да, имајќи го знаењето од антиката, имајќи го филозофиите од антиката и секоја друго знаење, кој што било надмоќно над источното, индиско, кинеско и другите племиња во Африка и така натаму, они успеале да ги завладеат тие такви држави, но што се случува? Но они направија чудовиштен систем на експлоатација, на нечовечност, на нехуманост и денеска во овој систем во кој што живееме, кој што го нарекоа капитализам, всушност сега највисок дострел и цел на секоја единка е да има пари, да има моќ, за разлика од антиката, кога доблесно било да бидеш ти хуман, да бидеш тоа што викат англиканите джентлмен, да бидеш витез, да бидеш покровител, да бидеш спасител, да бидеш херој. Така, ќе дојдеме до овие работи малку повеќе околу заклучоците, малку повеќе за времето би сакал од аспект на физика. Значи, кога ги учевме основните физички величини кои што ги спомнав на почетокот, времето е едно од нив, како што е килограм, ампер, метар и така натаму. Значи, тие основните кои што велиме не се изведуваат преку формула, туку се дадени како такви, а подоцна гледајќи популарна физика, значи документарни програми, веќе не се зборува за време, туку се зборува за синтеза простор-време, сваќајќи колку времето не можат да го одвојат од просторот, па зборуваат за простор-време. Дали всушност овде гледаме една грешка во системот, грешка во матриксот, која што пред очи ни се обидува да ги пречкрта старите грешки, па да ги поправи новите грешки, да испадне дека всушност календарот, начините на мерење на тоа што ние го кажуваме како време е всушност мерење на нешто друго. Не знам колку ќе бидам, да кажеме, точен, но ако го гледаме времето кога се појават овие ти нешта кои ги кажуваш, тоа се совпаѓа во времето кога Никола Тесла бил во Америка, кога прави на Нијагарените водопади првите хидроцентрали, која прави трофазната струја, кога прави Воден Клиф, мислам како се викаше таа кулата, Варден Клиф како се вика, кога JP Morgan, мислам се викаше, му бил мецена, значи го ценел и му давал простор и пари за експериментирање, и тогаш Никола Тесла оди и му кажува дека открив, јас вика, извор на бескрајна енергија. Тоа е космосот, тоа е етерот, тоа е земјата, тоа е воздухот. Од секаде Никола Тесла открива можност за енергија. И тој го прашал, добро, ма како ќе поставам јас мерач да ми ја продавам таа енергија на луѓето? На каде е броилото? Никола Тесла му кажал, таа е Божја работа и не можеш ти, тоа Бог дал за луѓето, за сите, и не можеш ти да ја мериш.
Не можеш да ја продаваш. И во тој момент, колку е точно, не знам, Америкиот конгрес заседава воредна седница, има узбуна, има паника тамо. Некој си балканец открил бесплатна енергија и сака да ја раздели на сите луѓе. И одлуката била молњевита. Веднаш му се минира кулата, веднаш се запалува лабораторијата, веднаш останува тој без средства и останува без ништо и никој ништо, бидејќи и како најголем пронаоѓач на човештвото, веднаш договорено е да него стокријат од јавноста на некој начин, и тоа успешно веќе 70 години го крие од јавноста. И, знаеш, они како денешните модерни политичари, кога на една афера стварат нова една или друга афера за као компензација за луѓето да веќе не мислат на таа првата афера, да одат на другата, они на брзина не знаеле како и што да направат као контра еуфорична тема, бидејќи тоа било во тогашните научни кругови тема број 1, и го наоѓаат покажувањата, јас не знам колку е точно, едно дете, еден човек кој што бил наводно копиле на некоја си еврејска слугинка, кај Ротшилдови, тој се викал Ајнштајн, работел во патентниот завод во Швајцарија, како обичен писар. Жена му била српкиња, која што била многу напредна за тоа време. Надарена математичарка. Математичарка, надарена математичарка, и тој ги украл незините текстови, едно, друго, трето, после си развел од неа, и од него тогаш, да кажеме, тогашната пропаганда насила го прават да биде научник број 1, открива сензационалното, открива четвртата димензија, го открива времето, дека се е релативно, дека времето всушност може да биде развлечиво во зависност од брзината на движењето, и ако брзината е поблиско до брзината на светлината, буквално времето може и да застане или да не тече подеднакво. Па на целата таа теорија покасно се, нели, за да он, нели, веќе во еуфорија, кога влезен веќе, па измислува покрај општата теорија, ја измислува у наводници и таа специфичната, специјалната теорија на релативноста, кој за волја на вистината прочитав некаде дека дали 3-40 луѓе во светот ја разбират, а општата дали има 100 луѓе кои што ја разбират. И сега Ајнштајн е против тежа на откритието на Никола Тесла, и така Ајнштајн, например, за да му зголемат популарноста, за да го направат он нешто као да бил не знам шо, дури го предлагаат за Нобелова награда, и за волја на вистината добивал Нобелова награда за физика, но да мислите на која тема? За откривање на фотонот. За откривање на фотоелектричниот ефект, што една русинка веќе го пријавила како свој патент. А тоа е една обична реченица. Вика вака: количеството на светлосни бранови или фотони, колку што удараат на една метална плоча, колку е количеството на тие светлосни фотони, толкова ќе биде ослободувањето на електрични електрони кои предизвикуваат, може да се мери како електрична енергија. Значи, бројот на фотоните е еднаков на емитираните слободни електрони на струјата. Мислам, стравична, нели, некоја откритие, и за кое што добива и Нобелова награда за физика. Но не добива Нобелова награда за теоријата на релативноста, очигледно се гледа оти дека е фарса. Така Никола Тесла останува во заборавот дека времето не постои. Така неговите, да кажем, откритија на Ајнштајн се форсираат и ден денеска. Ајнштајн, земите вие на интернет ќе видите дека m по c на квадрат, m е еднакво на m по c на квадрат, нели, тоа му е
као најголем дострел, некоја страшна формула измислил, нели? Например, за разлика од Бернулиевата диференцијална равенка, кој што на два реда не може да ја напишете. Например, тоа не е ништо, М по С на квадрат. Мислам, нели, енергијата е маса пута брзината на светлината на квадрат. Мислам, тоа е страшна некоја, нели, страшна откритие, страшна дефиниција. И ние живееме во тој свет, да кажем, во кој што една лага се претвара во вистина и факт, сушност, целиот свет во кој живееме е лага. Не е вистина. Значи, тотално е лага тоа целата работа, но еве на западниот свет им требаше 70 години, колку време, или 80 од кога Никола Тесла умрен, од кога му се украдени неговите патенти и неговите откритија, и ден денеска не уште не знаат да ги контролираат, да ги усвојуват. Еве HAARP или системот на антени за контрола на времето е еден од откритијата на Никола Тесла, а далечинското управување е негово измислување, радиото е негово измислување, телевизијата е негово пронајдок. Така да Да не зборуваме, нели, за епохално откритие на ротационото магнетно поле кој што основа на асинхрониот мотор и на трансформаторот. Фазата, струја, едно друго и така натаму. Така да Никола Тесла е една енигма во светот. Он е нешто како некој кој се појавува во критични периоди, не знам од кој инициирани, но он е далеку пред своето време и е несватен и неразбран и тотално неприфатен од општеството, бидејќи не припаѓа на тој временски период на кој што припаѓа. Така да тој, не само тој, дури во антиката е кажано дека времето не постои, но за жал, за да не контролираат нас, за да не направат тоа што они сакат од нас, ни поставија такво вредносен систем и такви правила и такви сознанија кои што ни ги сервират, да ние ствари не го чувствуваме таа тега овде околу вратот и контролата што не имат врз нас. И еве најдобар пример. Еве јас да ви кажам, ние сите сме македонци, патриоти, ние сме сите, нели, крв ќе дадеме ако треба за Македонија или не знам што. Ама сите славиме, сите си честитаме 31 декември. Сите славиме Нова година. Јас имам се извинувам, морам да поставам подпрашање тука. Морам подпрашање. Замислувам македонец, ама македонец пред, не знам, 25 векови. Живее во некој село, се занимава со земјоделие. Значи, предпоставувам дека тој човек или тоа семејство ќе се будат кога ќе пропеат петлите. Ше рано во зори. Тогаш е почетокот на денот, ќе си легнуваат кога ќе си легнат петлите што значи во зависност од сезоната ќе се легнат тогаш кога заоѓа сонцето, кога е веќе мрак. Кога ќе слават доаѓање на новата година, па тогаш кога ќе се врати топлото време, кога сонцето ќе се крене горе на хоризонтот и ќе почне природата да се раѓа. Зборувавме. Не, кога трајањето на светлината дневна ќе е повеќе од трајањето на ноќта. Тогаш ќе ја слават. Така се совпаѓа тоа со почетокот, нели? Некој морал да го мери тоа, некој морал да го мери, значи имале систем на наблюдување, нели? И систем на известување. Ние забораваме дека некој требал да ги плаќа тие кои што на Кокино и на другите обсерватории секој ден, секоја вечер, 24 часа преку денот гледаат и забележуваат и бележат и знаат точно кој временски период се наоѓаат, но има и систем на известување преку чукање на звоното на камбаната, преку коледарите, преку попот, преку црквата, имат систем на известување и секој знае точно кога и кај се наоѓа. Сега ние денеска, например, како да кажем, инфицирани од социализмот, најголемиот празник беше Нова година. И не е срамно, еве јас сум бил, најголемото славење било Нова година. Кај ќе собираме, како ќе поминеме како тинеџери, па кој ресторант после како возрастни, па за Нова година, тоа беше, а не знаеме што славиме ние всушност, што славиме.
За да сватиме оти сега, да кажеме, од денешен аспект, славиме вие, сушност, го славиме Сатурн, го славиме пеколот, го славиме сатаната. Ние на Нова година славиме темнината сред ноќ. Ние не славиме светлината. Нема ништо богоугодно тука. Тука ние го славиме, ајде не кажа пострашен збор, но славиме лошото, не го славиме доброто. И сега, како најголемиот патриот, кој што редовно оди на српски концерти, на тие со вештачки гради и устни и така натаму, че ние, например, по тоа ќе познаеме каде ние се наоѓаме и колкави ни се шансите да бидеме на вистина македонци како што треба. Сега ние не можеме да кажеме да се откажеме од телевизијата, не може да се откажеме од мобилни телефони, не можеме да се откажеме од многу нешта. Не можеме ние да стануваме сабале кога сонцето изгрева, бидејќи работата ми почнува толку многу. Сето тоа не е случајно, па дури и промената го враќат еден час назад, па еден, но се само збрка да ти направат, да не знаеш по кој свет си ти, да не знаеш. Ние, луѓето кои немале часовници, кои немале кој да им предупреди времето, не им требал часовник. Сите знаеле у кој доба на времето, бидејќи животите им почувале и животите биле синхронизирани спрема времето. Точно знаеле колку е часот, точно знаеле која е добата, точно знаеле дали треба да уште да работат или да одат да почиват. И тој преодот на сезоните се случува ден по ден по полека, а она менувањето на часовникот што го спомна тие на вистина шок. Па не е случајно, тоа е измерено. Шокирањето кај луѓето предизвикува збрки. И на тебе ти треба неколку месеци да се прилагодиш на новото време, и таман се прилагодил у есента так, одма пак ти го минуваат времето. Еве, тука гледам еден дигитален часовник што не го имам поместено од летното сметање време. Така. Ќе почекам 6 месеци и ќе биде точен. Има еден тука еден наш човек тука вика, он не го менува времето, не го враќа, не го синхронизира. И го прашуваат зошто. Вика за 6 месеца пак треба да го вратам. Зашто? Што има смисла? Он ти не го менува. И тие се добри луѓе што треба баш така да пркосат на тоа новото, ама ние пусто модерни да бидеме, пусто да сме пусто да сме многу сакаме да бидеме модерни, да не видат, да не сликат, да се покажеме ние у новото светло, знаеш. И тоа не е македонштина, тоа не е дел од македонштината. Македонецот е скромен, работлив, паметен, но не се покажува, не се фали со тоа. Те ние колку честити, јас уште лани напишав на мојот зид. Не примам и не ви пишувам на никој честитки за Нова година. И не очекувајте од мене. Барам, еве, јас то мојот пример, јас мојата работа сум завршил. Зошто? Ајде да правиме сите. Ајде да видиме, нема да одеме никад за Нова година. Нема да честитаме Нова година. Ќе видите, оти нема да има ефект Нова година. Тоа е само мерење на времето, ништо. Така е поставен календарот, многу пати сум го кажувал тоа, особено сега како и јас живеам на запад и го гледам тој момент. Значи во секој месец мора да има некаков момент во кој што ќе се трошат пари. Дали е тоа Црн петок, дали е нели Великден, Божик, дали е тоа Хелоуин, значи буквално се пополнити работите, што измислени празници, што верски празници, што државни празници, не постои месец без, јас се нарекувам таа потрошувачки делириум. Особено сега кај нас се наоѓаме во јануари. Многу пати луѓето велат дека во јануари се троши февруарската плата. А знаеш ли зошто е така? Од две причини. Првата причина, кога ќе потрошиш, ќе мора да бидеш многу повеќе работлив, за да го сработиш тоа што веќе го потрошил. И втора причина, те навлекуваат тебе на тој менталитет, нели? И штом ти зависиш од платата, штом ти зависиш од твоите навики, лоши навики, ти си многу лесен за контролирање. Утре, кога ќе треба да направиме револуција, некоја си, например, и кога ќе повикаме, ајде сите да го смениме овој систем, они нема да дојдат. Затоа што имат
кредит у банката, затоа што он се плаши да не го избркат од работа, затоа што се плаши жена му да не добие, не знам, некакви негативни поени и така натаму. И тој систем се уште повеќе усовршува со тоа Smart City, сега да кажеме, кој што ќе бележи ти, а 52 километри си возел, значи тоа е за 0,5 километри повеќе од дозволеното, например, нели? И почнуваат да да те бележат некаде и ти нема да можеш после синот да го запишеш на факултет, не можеш ти да ги добиеш лековите тие што ти требаат, ќе почнат ти кратат од платата, од парите, не можеш да бидат под контрола сите пари, од имаш многу негативни поени, едно, друго, трето. Едноставно, се е тоа за контрола над луѓето. Сега, што е проблемот? Зошто е тоа? Да, се, нели, треба да има безбедност, треба да има ред, треба, но кон што води тоа? Тоа води кон тоа да едно тотално нехумано општество, за разлика од македонизмот, кој треба да биде хумано општество. Човекот пред се. Човекот, единката, тој е најважен. Не е важно времето, не е важно датумот, не е важно, не знам, некои си измислени правила, туку е важно каков човек си, колку си хуман, колку си среќен, колку допринесуваш на заедницата, колку помагаш на другите, колку ги подучуваш генерациите, колку си совесен кон општеството, кон средината, а не колку плаќаш данок, не колку си возил брзина, не колку, не знам, тамо почитуваш некои си правила, не смееш да одеш на протести, не смееш се буниш против новите закони и така натаму. Ние денеска се соочуваме со една владеачка групација класа, кои што се замислуваат дека се богови, кои се замислуваат дека се олимпијци, така се нарекуваат олимпијци, и они изигруваат богови и они сакат да владеат со нас, рачунајќи на нас за обична стока, за обични животни, за гои, и нас не рачунаат воопште за рамни на себе. Може би и ние имаме допринесено да така тие не доживуваат, но сепак да дигнеш рака и да ги уништуваш на тој начин луѓето само и само за ти да имаш контрола над нив, тоа е не човечко, тоа е и надвор од сите нормативи, било какви, сакаме да кажеме, верски, законски и било како. И за жал, тие не владеат нас, ние немаме сила како да им се спротиставиме и веројатно единствено сознанието дека можеме другачие да не одржува и ќе чекаме погоден момент кога они сами од себе од внатре ќе се обрушат, бидејќи е тоа неприродно, бидејќи тоа не е нормално нивното однесување, и да се надеваме дека не македонштината, туку едно хуманоста ќе вратиме во меѓу луѓето и ќе направиме конечно исчекор позитивен во развојот на човечката раса. Во стариот календар се додавало еден ден, значи за да се направи таа престапна година, за да се да дојде се на свое место, се додавал еден ден во последниот месец од годината. Да. Подоцна се случува и јулијанскиот календар, кој што на многу луѓе од не знам какви причини во Македонија, еве сега ги имаме славењата по јулијанскиот календар, име многу при срце. Ајде малку да го искоментираме тој дел, што всушност менува јулијанскиот календар, донесен во првиот век пред нашата ера, што значи во паганско време, е воведен во Римската империја, односно во Римската република, се уште тогаш од конзулот Јулиј Цезар, што значи појдувајќи од потеклото на тој календар нема ништо православно, нема ништо христијанско, а од друга страна еден древен календар кој што
го сметал почетокот на годината во март, го сметал почетокот на денот во утрото и така натаму се менува и ден денеска ги имаме резултатите од тој календар. Како го гледаш ти тоа? Јас ќе кажам две-три работи кои што не знам, можеби широката јавност не ги знае. Значи, јас цитирав преги реченицата кога Птоломеи, некој од тие Птоломеите, не го знам са искрено кој бил, вика, ајде да го направиме новиот календар спрема новото устройство на небото. Што значи тоа? Иако е почнато 5508 години пред нашата ера, земена точка на мерење на времето или почетокот на цивилизацијата, кое што вели кога се отворило небото. Ние не знаеме што значи тоа отворило небото. Дали дошле водземјани, дали не знам, појма немаме, така е напишано. Мерејќи го времето на начин кој што го мереле преко како по кино, преко наблюдување, оптички наблюдување на движењето на планетите, секогаш се појавува за одреден временски период или вишок или на помалку недостаток на денови, на часови и така натаму, и така да, еве денеска, например, не знам дали знаете, денот на пролетта не е на 22, тоа е денот кога денот и ноќта се изедначуваат. Мислам дека е на 17 март. Верували или не, тоа е точен податок. Значи, денот на пролетта не е 21, на 16 ја мислам. Ама, или на 17. Бидејќи, тогаш астрономски се докажува дека на 45-та паралела ноќта и денот траат исто. Сега замислите во античко време, кога немало такви прецизни инструменти, кога немало како да се измере, од време на време морало да прават пресек, и Птоломеј прави пресек и прави, вели, од денеска тој ден е така. После Клеопатра му дал тој календар на Јулиј Цезар и сега го знаеме како Јулијански календар. И сега православните, за разлика од 14 век негде, тој папата Григорий или Григор, или како викат, он направил сак сече 14, не знам, не бе 14, 13 дена. 14 дена се точно, толку е разликата, две недели. Не, 14 е сега. Тогаш биле околу 10. Само да ви кажем една работа, дека тој Јулијански календар на секои 200 години се поместува православната нова година, или што викаме ние старата нова година. Година напред, да. За еден ден, на секои 200 години. Значи, ако 14 век тогаш е означено, 16, 18, 20 век, 3 дена. Минус 14, тогаш било на 11 јануари старата нова година. Денеска ја славим на 13 спрема 14 нова година. За 50 години или за 100 години, не знам, ќе се случи да биде на 15, нема да биде на 14, не на 13, да биде на 14. И илјадници години нанапред ќе биде можеби во февруари, март, април. Да, затоа што е несовршен тој календар. Сега, значи тоа е Јулијанскиот календар кој што го не случајно црквата го задржала заради нејната конзервативност, заради нејната неменливост, да каже, он сакала да си го задржи тоа мерење на времето као догма. Не го менуваме и готово, нели нема вие што да ни влијаете, и тоа е еден од големите докази на нашата црква дека постои многу одам. Затоа имаме ние и господин, господар на нашите господари. Нели врховниот поглавар на нашата црква има двапте господин. Зошто? Затоа што е господар на нашите господари. Точно како што пишува каменот на Розета за господарите на нашите господари, тоа е за свештенството. Значи, несовршеноста на мерењето, бидејќи, се замислете, ако е точно, дека земјата ротира околу својата оска, па она ротирајќи околу својата оска, земјата врти околу сонцето, па сонцето со земјата и со сите други планети ротираат околу центарот на нашата галаксија, наречена Млечен пат, да кажеме, а нашата галаксија со се другите галаксии
според Хабловиот закон бегат една од друга, се оддалечуваат у бескрајноста, и тие кога ние сега кои ќе анализираме сите тие движења од ротација околу својата оска, па ротацијата околу Сонцето, па сонцевата ротација околу центарот на нашата галаксија, ние ќе добиеме некои толку сложни спирални движења, да. спирални движења, што не можеме ние да ги утврдиме точноста. Плюс, кога се разголемува растојанието, бидејќи ние знаеме дека времето е поминато растојание одредено време, зголемувајќи ја брзината, ако е точно според Хабловиот закон дека галаксиите се од колку што се поминува времето, се зголемува брзината на оддалечување една од друга, ако е тоа точно. Нели? Така се зголемува и брзината на раздвојување, па се зголемува растојанието. Ние во ниеден момент нема да може да знаеме дека оваа година, за разлика од другата, е иста. За некои 2 секунди е различно. Чувството на забрзано време го имаат спомнато многу луѓе. 1,2 секунди е различна ланската од сегашната година, по растојание и така натаму. И сега, јас сега да ви кажам, тоа е објективноста. Дали е хелиоцентричен систем, дали е, да кажеме, земјата од центарот, дали сме рамна земја или не сме, дали сме сфера или не. Тоа не е ни предмет во моментот на размислување. Предметот е чувството за мерење на времето, кој што е злоупотребено за контрола над нас, луѓето, поготово на оние стари народи, како нас, старите македонци, кои што, за да не се повратиме на синхронизитетот кој што го имало во минатото, не дај Боже да го створиме повторно тај општествен систем во кој што поезијата, во кој што уметноста, театарот, доблеста и била врвна вредност во општеството, ние сега живееме во општество кој што секој, па макар и проститутка како Мадона, може да стане звезда, секој може да стане политичар и председател на Америка, секој, без разлика што правил, ако се покае, може да иде во рајот. Не, такво општество ние не сме македонците имале. Ако сакаш да бидеш таму кај што сакаш, ти треба тоа да го сработиш, да го заслужиш. Не може со едно покајување и ти или пупу не важи, утре јас не сум проститутка, утре јас ќе држам предавање за моралност на децата. Не. Тоа не може. Затоа сме ние болни денеска, затоа ние не знаеме во кој свет живееме, не знаеме ништо. И времето, мерењето на времето е искористено да не дезинтегрираат. Мерењето на времето е искористено да не се синхронизираме, да не се храниме од сончевата топлина, да не живееме во ритмот на пулсирањето на земјата, да не живееме во ритм со природата, со животните, да не живееме едноставно со тоа од кој што ние сме створени. Зошто? Бидејќи ти кога не знаеш во кој свет живееш, ти си изгубен. А што си изгубен? Секој може да контролира, бидејќи ти го бараш патот кон самиот себе. Сите ти кажуваат каде треба да одиш, но никој не ти кажува точно каде ти е местото. Секој сам треба си го најде, но само ако живее во некои си одредени услови кои што некој пат биле општествена норма. Денеска се е уништено, немаме повеќе вредносен систем, дури и празниците и се, ние тоа напразно се радуваме. Напразно. Џабе сето тоа кога еве, земе христијанство 2000 години, никако да го достигнеме тоа што не заслужуваме. 2000 години. И што не е уред со нас? Што не е уред со нас? Што е проблемот? А во меѓувреме во тие 2000 години се има поделено на толку многу под варијанти самото христијанство, што не можеме да знаеме всушност кој е вистинското учење.
Нели? Не само ние, погледнете, да кажеме, ако се навратиме на паралела да направиме. Која е разликата во 11 век, 10, 9, 10, 11 век, кога богумилите повеќе сакале да одат на клада, да ги бидат запалени, да бидат расчеречени, да бидат убиени, и денеска. Па тогаш луѓето знаеле што сакаат и биле многу поморални од денешните луѓе. Ние денеска нема никаков морал. Ние денеска немаме никаква колективна свест. Ние денеска најмалку заслужуваме да се викаме луѓе. Најмалку. Хуманост нема никаква кај нас. Ние живееме во општества во кои што бандитите се на највисоко пиедестал покачени и се пример во општеството. Ние живееме во општество кој што не вакцинираат, не трујат, не лажат, не крадат, не убиваат. И ние молчиме. И ние го прифаќаме. И тие И што ние го прават тоа се хероите. И ние им се придружуваме. И што чекаме ние? Каква иднина очекуваме кога ти се придружуваш од тој кој што знаеш дека ќе ти го уништи семејство? Што сакаме ние? Што очекуваме? Ова околу 31 кон 1 јануари ви сакам оце да го продискутираме во светлост на оно што рече дека окултизмот значи има поставено одредени нормативи. Сега кога сум бил помлад, сум бил занесен и јас со таа идеја 31 јануари, од декември кон 1 јануари, како што спомна и ти, собирање, пиење, журкање, моментот мора да се дочека буден тој момент, мора да се испие количини алкохол, мора да се употребува пиротехника. И сега како повозрасен почнувам да размислувам. Порано и така се спомнуваше кој било првородено и дете. Денеска ние броиме жртви на 1 јануари. Залутани куршуми, од пиротехника, од препиеност, од прејаденост, од различни работи кои што всушност би требало да бидат уживање, ама ништо од тоа на крајот на денот не предизвикува уживање. Значи, што е всушност окултната моќ на тоа пирување, на тој занес на 31 кон 1? Бидејќи ние немаме докази дали постојат добри и лоши ангели или сатани или ѓавол или немаме едноставно докази, ние тоа е верување, нели? Но еве да претпоставиме дека постојат, нели? Секој си има право на свое верување. Што мислите вие, кој се радува на таквите нешта? На пијанчење, на блуд, на употреба на пиротехника, на оружје и така натаму, сред ноќ. Кој би се радувал? Тие добрите ангели или злите? Кој би се радувал? На кој му оди во прилог тоа сето тоа? Еве, вака да претпоставиме. Исто е и за славењето на Нова година или славењето на најважните празници, православни христијански празници сред ноќ. Кој повикуваме ние сред ноќ? На кого се молиме? На светлината, на топлината или на имагинарната светлина и топлина? Значи, тоа дали е случајно така испаднало ради, како што реков, практична примена на календарот, астрономски календар, тоест астрономско мерење на денот, или некој сосема мудро и сосема наменски го направил тоа со декрет да се смени менувањето на броењето на часовите, менувањето на броењето на деновите, на Нова година и така натаму. Па социализмот ја направи Нова година како еден од најважните празници во тоа општество. 1 мај, 31 и така натаму и така натаму. На кој му оди во прилог тоа? Тука нема ништо добро.
Нема ништо добро тука, нема ништо хумано, нема ништо природно. Кој се радува на сето тоа? Се вака, што е, зошто тоа се случува? Тоа е тие кои што не владеат. Тие велат вака. Кога научивме они, ги научивме во погрешен правец да се молат, погрешно да слават, погрешно да се радуваат, они нема да добијат ништо за возврат. Немат никаква енергија да добијат. Тоа као пуштеш писмо, ама писмото е погрешна адреса и не стига таму кај што треба. И затоа јас поставам прашање, нели, дали тоа е случајно направено или е намерно? Ако е намерно, тука е цел. А целта е баш тоа. Веројатно, некогаш луѓето биле синхронизирани со ритмот на живеењето, како што, еве, например, животните имат свој вроден инстинкт и имат запишано внатре кога да спијат, кога да се хранат, кога да се парат, како да живеат животните, како да прават нивни живеалишта и секој пат е исто кај животните. Луѓето е разликата во тоа што имаме избор да бираме и сами да одлучуваме. Но треба мудро да бираме што ќе правиме и како ќе правиме. Што ако некој пат во минатото на некој начин дошле луѓето до некој општествено уредување кој што Томас Мор го вели дека било идеално општество, но кој што на вистина луѓето живееле добро и живееле као во рајска градина. Што ако било вистина? На кој не му одговара тоа? На сите оние кои што не можат да живеат во тој ритм, кои што природно живеат на друго место и за нив тоа е несватливо и опасно по нивното обстојување. И затоа го уништуват. Го уништуват и не сакат, ги уништуват и сите артефакти, и сите сеќавања, и се и јазик, и ДНК, и се, да не се појави повторно, да не се вознови, да не се повампири таквото општество, бидејќи не можат да ги контролираат слободните луѓе, среќните луѓе, задоволните луѓе, не може да ги контролира. Еве пример, може би не е адекватен, е богумилите. Они велеле, што може да ми направите освен да ми земете животот? Ама животот ти ми го земеш, ама душата е во Божји раце. Не си ти одлучува за мојата смрт или за моето постојање. Така да они доброволно пристапувале да бидат жртвувани. И не тагувале за тоа. За жал, веќе и сеќавањата на нив се избледнати. И дали имаме надеж сега за модерното општество? Кон што води ова модерно општество? Во кој правец се движи? Тоа е филозофското прашање. За жал, филозофите одамна не постојат и они се истребени, бидејќи филозофите се најдоблесни, највисока категорија на луѓе во некој општество, кои што имат доблес, кој што не може да ги контролира и кој што се светилник на општеството. Тие први сигнализираат што не чини и први кажуваат во кој правец да се движим. Зошто ги нема денес филозофите? Зошто не постојат веќе филозофите? Затоа што таа тортура, тоа општество во кое што живееме, нема да може да обстане ако има кој постојано да го критикува. Благодарение на тебе и на твоите емисии имаме таква можност малку нешто да... Тоа само што сакам да го кажам јас, ние со ваквите разговори всушност правиме обиди да се врати таа идеја за бивање филозофи, затоа што не мора да бидеме Платон или Аристотел, значи во духот на времето во кое што живееме можеме да го набљудуваме и обмислуваме. Бидејќи зборувавме за илузорноста на времето, мене ми пролетаа низ глава два примери. Човек кој што цел живот работел, вложувал се пред се ресурси од типот на здравје и ќе се затече на крајот на животот, можеби со
имање на се што има, може да се нарече материјално, а ресурсот време или многу пати ние знаеме народски да го кажеме здравје исчезнал. И овие што имаат милиарди во земни ресурси, на крајот на денот ќе се соочат со неможноста да го купат тој ресурс кој што сакаат да го купат и да им обезбеди вечност. Еве ќе кажам примери. Рокфелер, Девид Рокфелер, нели, на 101 година после неколку операции на срце мораше да замине. Кисинџер исто така, значи кралицата Елизабета, мажот на кралицата Елизабета, значи луѓе кои се длабоко во своите 90 години или надминуваат 100 година, но едноставно како да има некој бројче, некој што вика толку, до тука е, вашите милиарди, си поигравте со нив, како во добри игрите и сега ќе останат тука некои други да си играат, вие едноставно треба да го напуштите овој свет и како во играта Монопол, ќе си играме Да, и на крајот се враќа во кутијата. да, но денешната елита, денешните владетели ја учат постепено, ја учат лекцијата и гледаш ли во кој правец нас не насочуват? Во таа техногена Во цивилизацијска, трансхуманизам? во трансхуманизам, кај што, да кажеме, ќе не спојат со нас нема да не спојат мене и тебе, туку они нивната тенденција да ја спојат, да го спојат свеста, мозокот, да спојат свеста со нешто што е вечно или што е обновливо, одржливо на батерии, на енергија. Значи, идејата е нивната идеја, ако да кажем, во религиозна смисла, вечниот живот ни е загарантиран ако бидеме послушни, ако живееме според каноните и така натаму, и пак не е сигурно. Они одат сега во тој правец, што го нарекува трансхуманизам, во кој што така да остане свеста на поединецот, да чувствува, нели, но да живее вечно. Ние одем во тој правец. Например, не е тајна, мислам, се не можам јас да докажам, но според тоа што сум читал и некои други размислувања, имало порано општества во кои што луѓето имале повеќе сетила од кои што денес ги имаме ние. Еве еднаш зборавме за тоа, нели? Така. И тоа било таа биогена генерација или биогена цивилизација, кај што се развилале човековите сетила внатре на едно духовно ниво. Ние отидовме сега, не знам од кои причини инициирани, поради кои причини, тоа господарите го знаат, одиме сега во еден правец во кој што се вели да биде тоа трансхуманизам или да биде тоа роботиката или спојот на луѓето со машините. И ако таа машина има извор на енергија, тогаш таа машина бескрајно и може да се поправа, тогаш таа машина бескрајно ќе трае, ќе живее. И они сакат да достигнат тој момент на живење, на вечно живење. Но, еве, гледајќи ги тие научно-фантастичните филмови и така натаму, они веќе знаат дека нема ништо подосадно од вечно постоење. Имаше скоро неколку филмови. Они веќе знаат дека не е целта на човековото постоење да вечно да живее. Не е творецот или творците, кои да се и кој да е, има сосема другачија идеја, сосема друго мислење, стварајќи не нас како хуманоиди или луѓе кои што денес се нарекуваме како луѓе. И не можеме да предпоставиме од денешна гледна точка, но сега они што гледат се? Они векат вака, до сега порано имавме робови, па закрепостени селани, па имавме работници. Сега сме во општество кој што, нели, за да ги стимулираме луѓето повеќе да произведуваат,
им дадеме повеќе да одмарат, па да има маренда, па да има доручок, па да има ручек, бидејќи според испитувањата човек максимум може да даде од себе ако после вториот час од денот напие малку кафенци и се освежи, па после 5-7 час од денот ако мал ручек да направи, па после за да може да биде работоспособен до крајот на денот. Но тоа беше како да се исцрпи енергијата на обичниот човек и кој си дојде дома, тој е папсан и утепан од работа и така натаму. Но сега, што имаме сега? Сега имаме роботи, тие не се уморуваат, тие може да работат колку сакаме, и затоа сега луѓето не ни се потребни. И затоа таа депопулација, и затоа тој правец на уништување на човековата раса, тоа што е LGBT, тоа што е, да кажеме, нели се прави едно дете, па не било добро да имаш повеќе деца, па ни дават лекарства кои што повеќе не убиваат отколку што не лечат, па нездрава храна, па нездрава средина во која што живееме. Тоа е се со цел да се направи депопулација, да живееме, да се намали таа популација, бидејќи не им требаме повеќе. Не им требаме, ќе имат роботи. И така да таа динамичност на развој на општеството, јас не сум гледал некоја емисија во кој што некој ќе расправа на таа тема, освен Крешимир Мишек што за хуманизмот, за тој трансхуманизам што кажува, за филозофија едно друго, но дали е тоа да кажем опцијата, дали е тој вистински правец во кој што треба се движиме? Дали е тој правец или ќе заглавиме некаде, па ќе мораме после да се враќаме повторно, како многу пати назад во време? Јас мислам дека ако не друго, ова е добро ветување дека ние година вака ќе загетнуваме филозофски теми, за да ја одржиме во живот филозофијата, да не ја убиваме надежта дека се е изгубено, и ќе разговараме и ќе се обидуваме на некои теми да дадеме алтернативен поглед, затоа што многу пати јас имам чувство дека и алтернативните гледања се всушност само контролирана опозиција, никаква алтернатива. За сега јас ти благодарам за ова прво гостување во оваа 2026 година и се надевам дека ќе имаме плодна работа година. Јас се надевам дека и покрај должината малку поголема, не им беше досадно на мнозинството од гледачите, и да се надевам дека ако малку повеќе пати го повторат некое мое искажување, се надевам барем нешто да преземат лично, а во колку има некој подобра идеја, ги следеме на коментарите, па и јас би сакал да научам нешто ново, бидејќи и јас сум желен за некои нови сознања. Тука немаме некој да знае повеќе или помалку, тие емисии служат, мислам дека, за разменување на информации едни со други, да се иницираме и да станеме подобри и подобни, како што на крај заклучив да го оправдаме нашето постоење. Благодарам на тебе за можност. Секој добро. Поздрав.